Земјоделците ќе си ги добијат долгоочекуваните субвенции. Денеска Уставниот суд донесе одлука дека може да се исплаќаат, оспорувајќи ги одредбите кои ја стопираа исплатата. Земјоделците реагираат дека треба да ги добијат субвенциите, бараа исплатата да продолжи, за да може да ги посеат нивите и покријат трошоците на производство. Во интерес на нас, земјоделците, тоа е голема помош. Ако не се мислам тие субвенции, голем дел од трошоци ни ги покриват, како за тековно одржување на опрема, така за сеидба и мислам голема помош е ова мерка на владата. Во Штипско-Карбинскиот регион државна помош за земјоделско производство добиваат околу 4000 земјоделци. Исплатата на субвенциите требаше да започне на 15 мај, но се чекаше на одлуката на Уставен суд. Најпрво ќе се исплатат субвенциите за житариците, за полјоделството и градинарското производство, на крај и субвенциите во сточарството. Не е битно дали ќе закаснат 5 или 10 дена, најбитно е да земјоделците ги добијат, иако со закаснување, ги добијат своите средства, затоа што ова, по наше мислење, е една од најлошите години во земјоделството. За 8 години на земјоделците во Штипско се исплатени 25 милиони евра субвенции. Минатата недела, по иницијативата што е покрена земјоделското здружение Агротиквешија, Уставен суд донесе времена мерка дека може да се исплаќаат субвенциите. И покрај ова, Министерството за финансии немаше законско право за исплата до донесување на одлуката за исплата на субвенциите.